Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Ја разбирам фрустрацијата и огорченоста што земјата не ги започна преговорите во изминатите 13 години, посебно по договорот од Преспа, но не ја испуштајте можноста која е пред вас, порача фон дер Лајен во собранието. Глампинг туризам во Струга, спој на гламур и кампување. Дефект на пумпната станица кај Свети Еразмо. Поради обележување на хоризонталната сигнализација, повеќе улици во центарот на градот ќе бидат затворени за сообраќај од 18 до 5 часот утре. Украина, Русија и Турција на чекор до договорот за извоз на жито. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, а во текот на денот сончево и потопло време со пораст на дневните температури на максимални 28 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон петок, ведро и потопло. Утре во крајните северни, североисточни делови на Европа, времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и засилен ветер. Во останатите делови од стариот континент сончево и топло, а надпросечно топло во Португалија, Шпанија, Франција, Австрија, Швајцарија и Италија. На Балканскиот полуостров во петок времето сончево со локална облачност и потопло со пораст на температурите, услови за локални врнежи од дожд и грмотевици во Словенија. Максималните дневни температури на Балканот од 28 до 34 степени Целзиусови. Во Македонија во петок времето претежно сончево и топло со пораст на температурите. Минималните температури од 7 до 18, максималните дневни во Македонија утре од 27 до 35 степени Целзиусови, УВ индексот со висока вредност 8. Во Охрид во петок сончево и топло време со слаб североисточен ветер, минималната 14, дневната 29. Во сабота и недела сончево и топло, минималните температури 15, 17, дневните 31, односно 29 степени Целзиусови. Во понеделник во нашиот град не очекува сончево и топло време. Ќе има благ пат на температурата, минималната 15, максималната дневна температура во понеделник во Охрид само 27 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Францускиот предлог за преговарачката рамка на Македонија за влез во ЕУ денеска во собранието е единствена точка на дневен ред на пленарната седница пред пратениците. Пред почетокот на седницата,
Во Македонското собрание се обрати председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Пред зградата на парламентот продолжија протестите за отфрлање на предлогот под мотото «Ултиматум не благодарам». Доколку Северна Македонија го прифати францускиот предлог, конкретните преговори и процесот на скрининг ќе започнат веднаш со првата меѓувладина конференција која треба да се одржи во период од неколку дена, кажа председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска во Македонското собрание. Таа кажа дека ја разбира фрустрацијата поради тоа што државава досега не ги започнала пристапните преговори, а добива препорака во последните 13 години и огорчени затоа што отворањето на преговорите со ЕУ не се случи веднаш по договорот од Преспа, но не се откажавте и сега сите мора да се свртиме напред и да ја искористиме оваа можност, порача фон дер Лајен. Тоа може да го направиме веќе следната недела, следната седмица, со превземање на првиот чекор од ревидираниот француски предлог. Сите сте свесни, запознаени со овој ревидиран предлог. Ги штити вашите интереси и ги зема предвид грижите на сите страни. Бидете уверени дека комисијата секогаш била покрај оваа држава на ваша страна, продолжува да го прави тоа и да стои на ваша страна и ќе продолжи да биде таму со вас и утре и задутре во сите денови кои што доаѓаат. Убедени сме дека ова е од историско значење. Но одлуката е ваша и само ваша. На крајот на краиштата станува збор за патот што вие го избравте. Како што го избравте и претходно со Охридскиот рамковен договор, со договорот од Преспа, со градењето на вашата енергична демократија. Фон дер Лајен изјави дека со почетокот на пристапните преговори со ЕУ во најкраток можен рок ќе започне потпишување на билатералните договори меѓу Северна Македонија и Унијата на македонски јазик и на другите официјални јазици на Унијата. Почитувани македонци, внимателно слушав. Ги слушав загриженоста во однос на македонскиот јазик и идентитетот. Нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик. Нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик. И ние целосно го почитуваме тоа. Затоа, во ревидираниот предлог стои македонски јазик, без квалификација од Европската Унија. Дозволете да ве уверам уште еднаш. Билатералните прашања, како што е толкувањето на историјата, не се услов во пристапните преговори. Некои велат дека би било подобро да се чека подобар договор од францускиот предлог и тоа е ваше право, но размислете со колку напор стигнавме до овде и ве охрабрувам да искористите можноста, кажа шефицата на Европската влада. Пратениците на ВМРО ДПМН за време на низиниот говор држеа табли со пораки испишани на англиски јазик, каде стоеше ултиматум не благодарам, да за ЕУ, но не за асимилација, ние сме македонци, а не бугари, нема иднина без историја, СДСМ предавници на народот и други. Пратеникот Димитар Апасиев од Левица пак на говорницата и остави на фон дер Лајен транспарент со испишано не, додека таа зборуваше, пратениците од позицијата ракоплескаја, а опозицијата негодуваше, при што се слушаа извици фашисти и свирежи. Надвор пред зградата на парламентот пак граѓани 11-ти ден протестираат против францускиот предлог. На пленарната седница пратениците ќе го разгледуваат предлогот кој што француското претседателство со Унијата им го предложи на Советот
на ЕУ на 30 јуни за отстранување на бугарското вето. Заклучоците од собраниската дискусија треба да бидат прифатени со мнозинство гласови, пошто ќе бидат доставени на разгледување во влада, пошто ќе следува одлуката за прифаќање или отфрлање на предлогот. Пред обраќањето во парламентот, фон дер Лајен имаше тетатет средби со државниот врв на Македонија, председателот Пендаровски, спикерот на парламентот Џафери и премиерот Ковачевски. Забележителен пораст на бројот на туристи во Струшко. Добра исполнетост бележат и хотелите и приватното сместување. Градот на мостовите ова лето ја збогати туристичката понуда. Новиот тренд е глампинг туризам, односно спој на гламур и кампување. Оваа сезона голем број посетители во туристичка Струга. Намалувањето на мерките и рестрикциите ги наполни сместувачките капацитети во градот на мостовите. Од Хотелската асоциација велат, добра исполнетост бележат и хотелите и приватното сместување на Струшкото крајбрежје, полн со туристи и градскиот извиднички камп. Најголем интерес има за кампинг кујкичките на дрво. Туристичките работници очекуваат закрепнување и враќање на туризмот на старите патеки. Гостите пред се кои што доаѓаат од странство се од нашето непосредно соседство, меѓутоа чести се посетите на туристи од Полска, од Чешка, од Германија, Холандија. До лани беа чести посетите и на украинците, меѓутоа за жал со оглед на ситуацијата оваа година не верувам дека нивниот број ќе биде ист. Градот на две води ова лето ја збогати туристичката понуда. На гостите им се нуди активен туризам, нуркање, веслање, едрење, планинарење, параглайдинг и велосипедизам. Во нашите понуди стојат кајаци, тоест кајакарење по сливот на реката Црни Дрим, кајакарење во Охридското езеро, возење со едрилици, моторен чамец, нуркање, велосипедизам, планинарење, буквално сето она што можеме ние како понуда и како домаќини да им го понудиме на туристите кои што бараат активен начин на одмор. Новиот тренд е глампинг туризам, што значи спој на гламур и кампување. Покрај дрвените кујкички во градскиот камп се нудат современо уредени шатори и простор за странските трейлер приколки. Дефект на пумпна станица кај Свети Еразмо остави без вода неколку села во Дебрца. Поправката на пумпата е во надлежност на ЕВН Македонија. Во текот на денот се очекува нормализирање на водоснабдувањето за жителите, информираат од општина Дебрца. Без вода за пиење останаа жителите на неколку села од Долна Дебрца. Во попладневните часови дефект на пумпната станица кај Свети Еразмо ги секна славините на чешмите во Подмолје, Оровник, Горенци на Охридскиот аеродром, информира Ангел Секуловски, портпарол на општина Дебрца. Првичните информации беа дека станува збор за поголем дефект на електричната табла кај пумпната станица, но по детален утврден преглед од страна на службите на јавното комунално предпријатие утврдено е дека станува збор за помал дефект, односно само не исклучена една или не функционира една од фазите на доводната пумпа, која што е надлежност на ЕВАНА и секој момент се очекуваат екипите по пријавениот дефект од ЕВАНА да интервенираат, што значи дека до крајот на работниот ден ќе биде ставена во функција. Од општина Дебрца смируваат дека водоснабдувањето ќе се нормализира. Жителите да не стравуваат дека ќе се повтори долгогодишниот проблем кој го имаа со недостаток од вода за пиење во летните месеци. Водоснабдувањето за жителите од овој регион се подобри кога минатата година општина Охрид го изгради резервоарот со вода во селото Подмолје, напоменува Секуловски. Така да оваа година ево можам да кажам дека откако ја ставивме во потреба новата пумпна станица во Тревеништа, бидејќи овој период знае да биде најкритичен, нема некои посериозни поплаки. Како општина размислуваме во иднина за уште една бушотина која би била како резервна опција во летниот период, да биде исто поставена во селото Тревеништа, бидејќи анализите таму покажуваат на висока издашност на вода и да трајно да биде решен проблемот со водоснабдувањето во општина Дебрца. Од општина Дебрца апелираат жителите да не ги злоупотребуваат водата за пиење, за наводнување во ноќните часови. Препорачуваат рационално да се користи водата, бидејќи во летниот период е драгоцен ресурс кој треба разумно да се користи. Зетот на градоначалникот на албанскиот град Поградец одгледувал марихуана во Охридското село Оровник, јави албанската Ора Нјуз телевизија.
Според истиот извор, македонската полиција открила 3000 садници марихуана, но и 100 литри масло од канабис и 600 килограми сува марихуана. Фабриката за марихуана била регистрирана како подружница на фирмата Гринего 2018 од струшкото село Дрслајца, но немала дозвола за производство на марихуана, наведува телевизијата. Во акцијата биле уапсени 10 лица, меѓу кои и зетот на градоначалникот на Поградец Илир Джаколи, за кој се вели дека бил собственик во сенка на оваа фабрика. Во кусиот телефонски разговор Джаколи рекол дека зетот е на одмор во Турција и негирал каква било поврзаност на неговиот зет во оваа нелегална активност. Премиерата на театарската представа Секс, лаги и љубомора на Охридско лето ја воодушеви публиката. Актерите на Охридскиот народен театар и гостинката Марија Новак со својата извонредна игра, режирана од врвниот Коле Ангеловски, ги пленија посетителите и добија стоечки овации. Актерката Марија Новак, која своевремено на почетоците била дел од речиси сите иницијативи за формирање професионален театар во Охрид, враќањето на театарските штици во својот роден град со гостувањето во овој проект го доживеа посебно емотивно. Воодушевување и стоечки овации доби вчерашната представа Секс, лаги и љубомора, со која Народниот театар Охрид ја отвори драмската програма на фестивалот Охридско лето. Професионалните актери Стрезо Стаматовски, Никола Тодоровски, Адријана Билаловиќ Тодороска, Елизабета Стефановска, Билјана Билаловиќ Велјановска и Марија Новак покажаа извонредна игра под режисерската палка на еден од најголемите македонски режисери Коле Ангеловски. Вчера од охридската публика почувствував едно големо и топло добре дојде кое не се опишува со зборови, вели актерката Марија Новак по премиерата. Таа е дел од драмскиот ансамбл на Македонскиот народен театар, но своите аматерски почетоци во глумата уште како средношколка во 1985 година ги имаше во Охридскиот дом на културата. Вели дека низ годините била дел и поддржувач на сите иницијативи за формирање професионален театар во Охрид, што конечно се случи во 2011 година. Тоа што сега добив покана да бидам дел од оваа представа со овој актерски ансамбл за мене представува огромна радост, вели актерката. Многу сум благодарна на прво место. Многу. Уживав во проектов, во работава. Со Коле не соработуваме по прв пат, со Коле Ангеловски, не знам по кој пат е. Исто така со оваа екипа одамна немам работено. И задоволна сум. Са викате ми слегнале впечатоците, уште не ми се слегнати сосем, ама сум среќна. Како да ви кажам, радоста е емоцијата што можам да опишам моментално. А текстот беше добар, одлично напишан. Имам извонреден режисер, веќе многу докажан. И реков, можеме да направиме одлична представа и многу сум среќна што точно тоа и се случи. Значи, целиот колектив игравме едни за други и игравме за нашата охридска публика. Пресреќна сум. Актерите, секој обликувајќи го совршено својот лик на сцената, донесоа представа за љубовта, прељубата, за вербата и надежта, за ведрата страна на животот, за малите искри во секој човек. И оваа представа сум многу среќна што гледачите ја окарактеризираа како извонредна представа. Јас имам дома околу мене луѓе кои се мои критичари. Јас им барам да ми кажат што не е добро во представата. И сите тие кои често ми кажуваат ова не е добро за одредени представи, ова може вака, ова да го поправите, ова не знам што, нема текст за вчерашната представа и како да ви кажем, тоа е уште еден слој радост. Охридскиот народен театар има прекрасен тим. Соработувавме и ги работевме улогите во представата во едни професионални околности, вели Новак за своите охридски колеги. Потенцира дека овие актери, овој театар и градот заслужуваат подобри услови. Не достигаат средства кои само Министерството за култура, односно владата, властите во Македонија може да ги одобрат, за да се дооформи целата структура на техничките служби кои се потребни за да го обслужуваат театарот, зашто театарската уметност е комплексна работа. И сака и простор, и сака и персонал, така да речем, техничка служба, и сака и актери. Враќањето на оваа сцена каде што тргнав во 1984 година, на која што се борев за ние да имаме охридски театар и во која што сега играв, само ја засили во мене енергијата да се заложам и да апелирам да се одобрат средства овој театар да добие и репрезентативна театарска зграда. Секс, лаги и љубомора вчера вечер предизвика огромен интерес кај публиката, но единствена дамка беше изборот на просторот, односно
интересно тоа што се одигра на малата сцена во Центарот за култура наместо на Долни Сарај. Од Народниот театар Охрид најавуваат дека представата на есен ќе се најде на нивниот редовен драмски репертоар. Полското трио Супниевски вечер ќе настапи на 62-то издание на фестивалот Охридско лето. Триото е основано во 2016 година од три сестри Супниевски, виолинистките Магдалена и Јана и виолончелистката Каролине. Целта на триото е да го популаризира репертоарот наменет за ваков состав како што се дивертименто од Моцарт и Бетовеновите трија истовремено, посветувајќи им должно внимание на помалку познатите композитори кои твореле за ваков состав, како Донањи и Франса. Младиот композитор Рафаел Север им го посветува делото Партита, кој го снимиле на CD благодарение на соработката со издавачката куќа Мираре. Настанот ќе се одржи во црквата Света Софија со почеток во 21 часот. Поради хоризонтално одбележување на централното градско подрачје денеска во периодот од 18 до 5 часот утре и зутрина, целосно ќе бидат затворени за сообраќај неколку улици во центарот на градот. Станува збор за улиците Димитар Влахов на потегот од раскрсницата со улицата Кузман Јосифовски Питу до раскрсницата на улицата Димитар Влахов со улицата Македонски просветители. Партизанска на потегот од раскрсницата со улицата Кузман Јосифовски Питу до раскрсницата на улицата Партизанска со улицата Македонски просветители и Македонски просветители на потегот од раскрсницата со улица Даме Груев до кружната крстосница со кејот Македонија. Во овој период сообраќајот за Стар град ќе се одвива исклучиво преку Горна порта. Од општина Охрид апелираат сите учесници во сообраќајот да ги отстранат паркираните возила на наведените улици со цел непречено одвивање на активностите. Светот е во продолжение. Разговорите меѓу Русија, Украина, Турција и представници на Обединетите нации за продолжување на украинскиот извоз на жито резултираа со договор за формирање координативен центар за да се гарантира безбедноста на рутите, изјави турскиот министер за одбрана. Во изјавата, министерот Хулуси Акар рече дека договорот ќе биде потпишан следната недела кога сите страни повторно ќе се сретнат, додавајќи дека страните се договориле за заеднички контроли за проверка на житото во пристаништата. Руската, украинската и турската воена делегација вчера стана со представници на Обединетите нации во Истанбул за да разговараат за продолжување на извозот на украинското жито од главното црноморско пристаниште Одеса, додека се влошува глобалната криза со храна. Големиот пожар што избувна меѓу Водици и Шибеник е опколен од сите страни и повеќе не се шири. Ситуацијата во Раслина и Затон е под контрола, а од утрово тројца пожарникари го гасат пожарот во западниот дел на областа Окит, изјави утринава командирот на противпожарната единица Славко Туцаковиќ за N1 во Загреб. Во пожарот изгореле 20 куќи, 10 во Раслина, 10 во Затон, затворени се неколку околни патишта, на терен синоќа имало 350 пожарникари, припадници на армијата, полицијата и граѓани. Еден пожарникар е полесно повреден. Вечерва не е наредена нова евакуација, се проценува дека во пожарот се уништени 3000 хектари земјиште. Новата омикрон варијанта BA275 е откриена во Индија, Велика Британија, САД, Австралија, Германија и Канада, при што виролозите изразија загриженост за појавата. Оваа варијанта, наречена и Кентаур, за прв пат била откриена во Индија на почетокот на мај. Случаите во Велика Британија се зголемија нагло и очигледно побрзо од оние на високо преносливата варијанта BA5, која исто така е присутна во Индија и брзо ја менува претходно доминантата варијанта BA2 во многу европски земји. Европскиот центар за превенција и контрола на болеста го означи новиот вид како варијанта под надзор на 7 јули, што значи дека има и некои индикации дека се пренесува побрзо или да биде поврзан со потешки форми на болеста. За да избегне посериозни последици, пилот на мал авион успеал безбедно да слета на фреквентен автопат во сојузната држава Северна Каролина. Пилотот успеал да избегне сериозни последици и сигурно да се приземји на прометниот автопат. Ваквата реакција на пилотот следува откако се јавиле проблеми со моторот на малиот авион. При слетувањето, како што се наведува, никој не е повреден. Авионот и автомобилите кои биле на автопатот во моментот не се оштетени. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!